Случувањата во врска со светскиот тенисер број 1 Новак Ѓоковиќ и настапот на турнирот Australian Open ја брануваат светската, а и нашата јавност. Повеќе македонски портали објавија дезинформации дека познатиот актер Кијану Ривз му дал поддршка на Ѓоковиќ и му порачал на неговиот противник Надал дека му е време за пензија. Но твитот на кој се повикуваат написите не се од профил на канадскиот актер Кијану Ривз, туку од лицето Ван Марфи, кој се представува како двојник на Кијану Ривз. Еј дечки, јас сум Ван Марфи и сум администратор на овој профил. Ова е за сите фанови на неговата уметничка работа, пишува на Твитер профилот од кој се преземени пораките. За жал, и оваа информација од страна на двојникот на Ривз не ги спречи дезинформациите на повеќе портали, како Плюс Инфо, Вечер, Експрес, Република и други. Некои портали објавија дополнителни дезинформации дека Кијану Ривз објавил слика со икона и направил хаос на интернет. Актерот го честитал православниот Божиќ, пренесува екран, и Кијану Ривз на сите верници им го честиташе Божиќ со православна икона во рацете, пренесува убавина и здравје. Повторно, насловите пренесуваат твитови на шегаџијата Ван Марфи, односно двојникот на Кијану Ривз. За овие дезинформации пишуваше и Вистиномер, каде се нагласува дека Кијану Ривз, звездата од познатиот Матрикс филмски серијал, ниту му дал поддршка на Ѓоковиќ, ниту го критикувал Надал. Твитер профилот од кој се споделени твитови со вакви содржини не е на Кијану Ривз, туку станува збор за објави кој ги продуцира некој што се представува како дублер на актерот. Медиумите треба да ги проверуваат добро информациите, особено во вакви прилики, кога и светската и нашата јавност се поларизира, дури и околу спортот. За жал, голем број од нив не го прават тоа, па затоа и публиката треба да биде многу внимателна и да не дозволи да стане жртва на вакви манипулации, чија цел е ловење на гледаност и кликови.